Масовен протест денес пред парламентот одржаа вработени во администрацијата на судство, Фонд за здравство, Министерство за информатичко општество, земјоделие и други институции, барајќи поголеми плати. 2 месеци штрајк во обвинителство кој се уште трае, цела година протести во судство, преговори со влада кои беа прекинати само поради ароганција на вице-премиерот Фатпир Битики и буџет за 24 година во кој нема ништо за работниците, ама има 78% за функционерите. Да биде уште полошо, владата има намера во најбрз можен рок, во скратена постапка или со европско знаме, да ги измени сите посебни закони, за да вработените во месец март не добијат усогласување кога ќе се покачи минималната плата. Представници на синдикалните организации потенцираа дека се крајно разочарани од игнорантскиот однос на функционерите и побараа подршка од пратениците. Предлог буџетот во ваква форма да не го прифатат, бидејќи тој не предвидува пари за покачување на нивните плати. Имајќи во предвид дека предлог буџетот е пред пратениците, а во него не е предвидено покачување на судската администрација, на платите на судската администрација, бараме од пратениците на сите политички партии да не поддржат во нашите барања. Крајно сме разочарани од пристапот на владата, која немаше слух за нашите праведни барања и која на крајот не навреди преку вице-премиерот Битики, која обвини судската администрација за одоговлекување на предметите. 9 месеци никој, извинете на израз, никој не ферма. Имаме состаноци со судски совет, но топката е префрла кон финанси, кон правда и така натаму. Поради ова, председателот на УПОС Трпе Дејановски денес повторно се закани, потсетувајќи ги пратениците дека се ближат избори. Доколку пратениците во собранието не почнат да си ја работат својата работа и не застанат на страна на работниците кога ќе го гласаат новиот буџет, да знаат дека се ближат избори, а вработените памтат. И за на крај, покрај сите притисоци од директори, раководители, заменици министри и разноразно душебрижници, тука сме, дојдовме, а идниот пат ќе бидеме уште побројни.